Ајде, здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат сум на еден преубав залив на Јадранското море. Патот ме донесе и тука. Меѓутоа, темата на ова видео не ми е морето, иако би сакал да зборувам за тоа, да ви снимам убави работи. Во ова видео сакам да зборувам за забраната која што ја ставија кај нас, а тоа е забрана за одење во шума. И сега замислете тука да стават забрана за одење на море. Како ќе влијае тоа на земјата, колку ќе ја осиромаши. И мислам дека тоа што се прави кај нас, таа забрана за одење во шума, мислам дека е саботажа на Македонија. Односно, ја уништуваат или ја сиромашат Македонија. Доколку тука им се стави забрана на одење на море, ја мислам дека овие држави приморски би пропаднале, или економијата им опаднала, би им опаднала многу. А така, кај нас се случува тоа. И мислам дека забрана за одење во шума на цела територија на држава ја има само во Македонија, никаде на друго место во светот. Никаде луѓе на друго место во светот, и тоа ме зачуди, што сите тие работи на саботажа на соседната земја поминуваат така лежерно и никој не реагира. Дури тој податок дека некој не саботира или уништува, веќе не резонира со нас. Ние како да сме навикнати некој да не уништува цело време, а не да не надградува. Значи, за да функционираш во овој свет, ти треба да се надградуваш. За да државата оди напред, да биде успешна, ти треба да се надградуваш, односно тој ресурс што го имаш, планини и шуми, да го искористи за туризам. Како што знаете, Македонија е една од земјите со највеќе планини во светот. За жал, голем дел од тие планини ги соголеа, ги запалија, ги исекоа, што е уште една саботажа врз нашата земја. И мислам дека е време да прекинеме со таа пракса на саботирање на сопствената земја. Видете, сега е лето, планините се еден од најголемите ресурси за развивање на туризам. Како што знаете, сега е 40 степени, надвор можеби и повеќе, па идеално место за бегање од горештините се планините. Сега ако има луѓе што сакаат море, гледат и уживаат во морето, меѓутоа има голем број на луѓе кои што сакаат планини. И сега ние ги имаме планините и кога треба да го искористиме нивниот потенцијал, ние ги забрануваме. Значи, пак ќе кажам, држава која што забранува на целата територија нејзина да се влегува во шуми е само Македонија во целиот свет, а од друга страна, таа е земја која што има големи температури и се потребни тие шуми за разлудување, за туризам, за прочистување на луѓето кои што имаат проблеми со дишење, астма, белодробни заболувања и слично. Значи, потенцијалот е огромен и од друга страна, видите го, тоа што ни го кажуваат саботерите на нашата земја, дека таа забрана е донесена за да се спречат шумски пожари. Значи, со друг начин, вие им го чистите патот на тие што палат пожари и им овозложувате на крадците на дрвја да се движат насекаде, каде што сакаат. Доколку има туристи, доколку има луѓе, тој човек што ќе запали има големи шанси да биде виден и да биде спречен во тоа. Тие крадци на дрва имаат големи шанси да бидат видени, снимани и слично. Ние шетаме сега сегде со телефони, па доколку видиш крадец, ќе снимаш, ќе го пријавиш. Подобро да се направи таква Подобро би било да се направи тоа, да се едуцираат луѓето и да им се кажува доколку приметат нешто сумњиво да го сликаат, снимаат и пријават, отколку да им се исчисти патот на тие што палат шуми и тие што крадат дрвја од луѓе. Значи, сега шумите се тотално празни, а ние немаме контрола врз нашите шуми. Нашата, така наречена држава, мислам не е ни држава, ние сме република, нели? Не сме ни држава.
а не ги контролира шумите, односно нема никој сега по тие шуми. Немаме едноставно ние контрола врз шумите, тоа треба сите да го знаете, така да тоа дека забраната е дадена за да се спречат пожари и сечење на шумите е чиста небулоза и делува смешно, затоа што секоја година имаме забрана, секоја година има се повеќе пожари, секоја година се повеќе се сечат шуми, се повеќе се опустошува нашата шума. Нашите шуми достигнаа критично ниво околу 20%, иако во Југославија пред 30-40 години беа 67% и таа бројка се зголемуваше. Значи тоа паѓа во вода дека е донесено за да се спречат пожарите. Јас ви гарантирам, доколку се развие туризам, доколку има движење на луѓе по шумите, многу ќе им биде потешко да палат шуми, многу ќе им биде потешко да ги крадат шумите, затоа што ние немаме контрола на шумите. Не знам колку точно вработени имаме на терен полицајци или шумски полицајци, меѓутоа знам дека бројката е многу мала, 3 пати повеќе имаме бирократија отколку луѓе на терен. Јас имав еден предлог да се вработуваат луѓе кои што ќе живеат на планините заедно со нивните семејства, ќе им биде дадено оружје, овластување и слично, и на одредена површина ќе си живеат некои луѓе, ќе им биде направена куќа, ќе им биде дадена убава плата и многу едноставно ќе се реши целиот тој проблем со сечење на шумите и со палење на пожари. Значи има многу добри идеи кои што можат да се применат, но во време кога треба да се развива планинскиот туризам во земја која што има преубави безгранични планини, да им се забранува пристапот. Чудно е, луѓе, наместо да развиваме туризам на планините, ние ги затворивме и ќе живееме од што ќе живееме? Од што ќе живее нашата држава? Значи туризамот е еден од главните приходи на сите високо така наречени развиени земји или богати Франција, Англија, Холандија, значи тие земји се развија од туризам. Хрватска, Албанија сега гледаме како се развива, Црна Гора, дури и Босна. Босна веќе развива многу туризам, додека Македонија се затвора и зависи се повеќе од тој странски капитал или од тие кредити кои што мораме цело време да ги зимаме за да обстојуваме како република, додека можеме да си развиеме туризам. Јас кога слушнав тоа дека ги забраниле шумите во Македонија, јас не знаев што да направам. Кажам, си викам на себе, луѓе, ова нормално е да ни го прават. Ова е чиста саботажа, чисто уништување на една прекрасна планинска земја која што може да понуди многу добар планински туризам. Прекрасен. Да доаѓаат луѓе од целиот свет, како што од во Непал, како што од во Швајцарија и да си поминуваат преубаво, да остваруваат луѓето кои што живеат во тие села или во тие планински градчиња дополнителен приход, или тоа се нарекува инком туризам, затоа што секое евро кој што ќе се донесе плюс е непланирано евро во годинешниот буџет, така да се зголемува и домашниот буџет и општинскиот буџет преку тој инком туризам. Меѓутоа, да не ви држам предавање, јас не сум многу стручен за тие работи, имате многу други стручни лица, имате стотици или илјадници стручни лица кои што наместо да работат на развивање, тие ја саботираат државата, односно донесуваат мерка забрана за одење во шуми. Немам што да кажам повеќе, да развиваме туризам, да не си ја саботираме сопствената држава и конечно да ставиме луѓе кои што ќе ја развиваат државата, а не да ја саботираат. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео, ви посакувам многу убавина, ви го посакувам секое добро и поздравувам од ова прекрасно море. Поздрав и се гледаме во некое мое наредно видео.